Дожд кој го зафати Скопје попладнево предизвика сериозни проблеми во сообраќајот во главниот град. Поплавени беа голем дел од подвозниците во градот, но и голем број на улици, поради тоа што атмосферската канализација не можеше да ги прифати водите од поројниот дожд кој што го зафати главниот град. Според информации од гледачи, на одредени места во градот биле забележани и врнежи од град. Овие снимки кои што ги гледате во моментов ги направи екипа на телевизија Сител, но ги добивме и од наши гледачи. Може да погледнеме дел од атмосферата во Скопје попладнево. Да, наша екипа е на терен, многу повеќе детали за проблемите по поројниот дожд ќе погледнеме во централниот дневник во 19 часот, а деталите за временските услови секако ги има колегата Спасе Јовановски, го имаме во живо во овие вести. Спасе, пороен дожд во Скопје попладнево, дали беше само во Скопје и што може да очекуваме? Има, како што најавивме, поради влијанието на поле на низок воздушен притисок кој што се наоѓа на централен Медитеран и северна Италија во комбинација со влажна и нестабилна воздушна маса над Балканот. Во приземниот слој температурите се високи, а во повисоките слоеви имаме продор на посвеж воздух, што создава голем вертикален температурен градиент. Токму оваа разлика овозможува брз развој на нестабилност со порани врнежи од дожд и грмотевици, локално секако и со услови за појава на невреме. Денес нестабилноста со врнежите ќе ги имаме до доцните попладневни часови. Во вечерните часови тие ќе престанат и постепено ќе имаме разведрување со северен и посвеж ветер. Во текот на ноќта кон среда кон четврток имаме посвежо време со благо опаѓање на ноќните температури, нестабилноста со врнежи од дожд и грмотевици, локално со порани врнежи и услови за појава на невреме ќе имаме и во четврток на секаде во Македонија и во петок, кои што ќе бидат од локален карактер. Но да поменеме дека дневните температури ќе бидат во опаѓање и ќе се движат во интервал од 22 до 33, односно од 20 до 31. Во сабота, недела и понеделник не очекува стабилизација на времето со свежи ноќи и утра. Утринските температури ќе се спуштат од 5 до 16, додека пак максималните дневни од 22 до 33 степени. Веќе од вторник температурите ќе бидат во постојан пораст. Многу повеќе детали околу временската прогноза веднаш по овие вести. Спасе Јовановски, благодарам за овие детали. Секако многу повеќе ќе слушнеме по вестите.